да се обидам од трети аспект. Не е основано ви се грижите. Прво, со самиот записник се добива на ефикасноста. Преходните одредби се утврди дека се неприменливи. Тоа не е само од нас. Вратите се назад на мислење, на извештаи, работите на комисијата, вие сте член од дека, ќе видите дека тоа се појавува како проблем. Тоа е првата работа. Втората работа. Сите заштитни механизми во однос на шумите се дефинирани во постапката на проектирање, истражување, анализи и сите што преходат на самата изведба. Сега говориме за дел кој што е практично изведба на линиската инфраструктура. Никој нема да си дозволи орган во државата, па ниту ние како чинители општествени овде да се загрозат на енемски видови. Уште кога се дефинирало за патот. А сега веќе имате договори, веќе имате механизација на терен, имате работници кои што треба да бидат ангажирани, имате рокови, имате пенали и така натаму, серија на договорни обврски. Но делот за кој што велите вие, кај што би можело да се најде ризик, е веќе преходно поминат и дефиниран. Второ, дали е одобрение, дали е записник, органот треба да си постапува, доколку утврди некоја неправилност. И конечно, зошто би инсинуирале вие дека било кој записник што ќе се дешава такви серија на истите при изведбата на самите проекти, би биле сите спорни. Дали вие мислите дека од 100 ќе бидат 99 спорни? Не. Еви да се погоди еден таков, самиот инспекторат ќе си постапи. Национални шуми се известени се дел од процесот. Самото известување тоа значи дека преходно била дефинирана трасата, биле означени дрвата и во самиот момент повторно се заштитува јавното претпријатие, да не отпочнуваме сега дискусија во каква состојба беше, колку беше обременето со долгови, способности и капацитетот на работната сила на истите, а од друга страна го имаме развојот и обврските на државата. И конечно, сметаме ова дека ќе подобри ефикасноста, дека ќе бидат заштитени, вие велите дека има ризици, ќе видиме, ќе пратиме имплементацијата и на законот и на реализацијата на проектите, будно сите. На крајот на краищата целокупниот развој на државата, стопанството и на граѓаните ни зависи од реализацијата на овие проекти. Ви благодарам.